Навистина ми е драго што општина Карпош и градот Скопје добиваат нови бели дробови со овој проект кој што го најавивме. Практично на местото на децениска депонија која што малкумина знаат дека е почната да се создава уште 1963 со остатоците од разурнатите објекти во катастрофалниот земјотрес. Практично оваа децениска депонија на 60.000 метри квадратни прераснува во нови бели дробови со многу зеленило и многу содржини за сите граѓани на градот Скопје и на општина Карпош. Во меѓувреме, како што беше најавено, започнуваат и активности наскоро на терен за расчистување на целиот простор од постојната депонија, но она што е за мене побитно е што и граѓаните ќе бидат вклучени во целиот процес со изготвување на нивни проекти и идејни решенија на конкурсот, за кои што дури ќе може да добијат и награди, и секако она што ќе го осмислат и ќе биде избрано како најдобро да биде реализирано. Мене ми е навистина битно што го почнуваме овој заеднички проект, бидејќи во моментов се работи и на спортско-адреналинскиот парк, кој што е кај вештачката карпа и кај скейт паркот, исто при реката Вардар. Таму на 7.000 метри квадратни ќе има содржини кои што се адреналински, спортски, за деца и за рекреација, исто така многу зеленило, меѓутоа ова ќе биде еден простор кој што ќе биде навистина голем и ќе биде навистина простор кој што ќе биде пред се филтер на воздухот и ќе биде нови бели дробови кои што се потребни и на општината и на градот. Како што спомна и градоначалникот, и ние како општина често пати таму се соочуваме со палење на кабли, со палење на отпад, одлагање несоодветно на отпад во тој дел, така да сето ова станува конечно минато и конечно заедно со адреналинскиот парк целиот тој зелен појас ќе се оплемени и ќе се добие една нова рекреативна зона за сите граѓани на градот и на општината. Јас веќе имав и интензивна соработка и со градот Скопје и со јавното претпријатие Паркови зеленило на подигање на зеленилото, секој во своите надлежности, ние во Блоковското, додека градот и Паркови зеленило на Булеварското, и продолжуваме интензивно и понатаму со подигање на нови зелени површини во општината и во градот.